Јас кажав во еден дел од моето претходно процедурално дека е залудно овде на било кој член да се повекуваме, бидејќи нели самата колешка последно Вилца да ми кажа дека овде е повеќе од очигледно дека го деловникот го толкуваме онака како што ни одговара, тоа го потврди впрочем и колешката Сонја Мираковска, па прашуваше дали пленарните седници треба да се пренесат и на комисиите на работните тела во собранието. Кажа дека има подолгогодишно искуство и како пратеничка и како председателка, дека сценаријата за водење на председателите на комисијата не се обврзувачки. Можеби не се обврзувачки, но вие со нив започнувате. Вие ги имате пред вас како бел лист хартија и ако не се обврзувачки, мислам дека не треба ни да ви се даваат и да велите и јас знам дека процесот Жан Моне е во тек со една многу долга пауза периодов која што е направена од тие разговори. Да, свесни сме дека е потребен консензус, но на ваков начин ние не можеме да стигнеме до консензус. Тоа е дефинитивно, ама одговорноста припаѓа на владеачкото мнозинство, затоа што да се повикуваме на политичка култура, а при тоа овде да се однесуваме не почитувајќи ја опозицијата, не дозволувајќи да гласа против или за, не дозволувајќи да се објасни зошто е тоа така, не можеме да стигнеме до политичка култура и затоа ќе ги добиваме оние извештаи од Европската комисија. Конкретно пред некој ден тука беше евроамбасадорот, неговата екселенција Дейвид Гирко, и што самиот нели кажа дека треба малку да се намали со европски знаменца со скратени постапки. Да, во време на ВМРО ДПМН тоа се практикувало, но јас очекував, или барем вие такви надежи дававте пред луѓето, дека тоа ќе се измени. Не се измени. Кажав, неколкукратно се зголеми. Значи, не била работата само до ВМРО ДПМН. Не знам до кај вас работата, кај нас многу добро знаеме да процениме што лошо функционирало кај нас во тие периоди, но да, имало и нешто што добро функционирало, тоа е економијата и статусот на државата, која што таа економија на владите на ВМРО ДПМН не доведе до таму докаде што не доведе, а денес многу добро знаеме до каде сме. Па рековте околу, бидејќи го споменав Зоран Заев, па кажувавте да, тој таков чекор, не знам кој колега мој тоа го констатирал, јас сигурно не сум. Храбар чекор. Знаете, тој велеше храбри чекори дека се и противуставниот референдум и противуставното менување на името на држава. Значи имаме погрешна перцепција или визија за термините храброст. Ако е тоа за вас храброст, за нас знаете како е, ама ако го кажам тоа, после ќе се најдете навредени, за жал, таа етикета на вас се прилепи. И велите, после локалните избори биле тие, не биле парламентарни, пак ме наведувате да ве подсетам дека на тие локални избори цела влада беше таму. Вие, колешке Мираковска, чинам дека во 2020 бевте на иста листа, втора на листа со Зоран Заев. Кај мене во Шеска, втората ја вика дека е носителка на листа. Мислам, како да ви кажам, си правите пародија од се и се што втор да биде на листа, а да се нарекува носител. И да, тоа беа парламентарни овие локални, ама на овие локални цела влада беше истурена на терен, сите министри, и да, и во време на ВМРО ДПМН тоа се правило, а јас велам не треба да се прави. И ако резултатите од таквите локални избори, каде што цела влада била на терен, активирана за да се победи и не се победило, тоа е резултат дека нешто не штима и дека треба да се промени. Ама не само Зоран Заев 3 месеци да тактизира, да се дума дали да даде оставка или не, требаше буквално комплетно да си поднесете оставка, да си ја сватите пораката на народот, ама тоа не го сторивте, па направивте еден рекапитулар како било во времето на ВМРО ДПМН. Јас ќе ви кажам, во еден дел ВМРО ДПМН е претерало. Но во добар дел ВМРО ДПМН уште денес треба да се учи од некој, особено од економските политики. Така да велите дека ние некому сме му ја загрозиле слободата. Па вие знаете каква слобода денес дадовте? Слобода на беда и сиромаштија. Секој граѓанин во Република Македонија е слободен да ужива во бедата и во сиромаштијата која што вие им ја приредивте. Тоа е вашата слобода. Значи повторно имаме погрешна перцепција за терминот слобода. Како денес се чувствуваат граѓаните слободни? Со искинати џебови, превртени, празни? Тоа е слобода.
Затоа велам слобода на беда и сиромаштија е онаа ваша слобода која што вие велите дека се чувствува во Македонија. Апсолутно не гледам дека се чувствува и да, бевте коректна, кажавте дека сте биле дел од коалицијата со ВМРО-ДПМН и тоа е факт, тоа не може да се измени, но ВМРО-ДПМН било во коалиција и со ДУИ. И сега знаете како? Некогаш може и врвен експерт во кулинарство да сготви најдобар специјалитет, со најквалитетна, да речеме, ако се работи за вечера, месо и не знам што се. Ама еден зачин ако го погреши, ќе се утне целиот специјалитет. Ме сваќате што сакам да кажам. Не знам дали е до зачинот или до комбинацијата, ама кога ВМРО-ДПМН е било во коалиција со вас и со ДУИ, вие не сте го критикувале. Очигледно е лоша комбинацијата ДУИ, СДСМ, НСДП и СИД. Очигледно е лоша. Кој е зачинот? Лош не знам. Не знам. Вие најдобро си знаете кој ви е лошиот за. Ама сте очигледно лоша комбинација. Лоша комбинација, така да кажав, не знам уште на што да се навратам. Го споменавте колегата Трајко Велјановски, јас неговиот случај го споменав кога со вас се расправав процедурално на комисијата која што вие ја водите и знам дека вие сте правничка, добар оратор, искусна и така натаму. Можеби ова беше обид за да се извлечете, односно да релативизирате вашата грешка на идентична како и на колешката Жаклина на комисијата за политички систем, па велите сценариото не е обврзувачко. Јас ќе споменам, Трајко Велјановски одговараше кривично затоа што го почитуваше деловникот. За тоа сведочеа и колеги во таа полза дека деловникот не бил прекршен и колеги од сегашното мнозинство. Не знам дали имаше некој кој што сведочеше поинаку, но Трајко Велјановски одговарал затоа што го почитувал деловникот. Оставам отворено прашање дали колкумина ќе одговараат во оваа држава, ама кога ќе се среди правосудниот систем, без да се силуваат вакви закони, за непочитување на деловникот. А фалинките во деловникот, фалинчиците, како се изразивте, и тоа кој како го третира, тоа да, ќе се среди, ако сакаме да се среди, и да, треба консензус за тоа, ама велам, ние сме опозиција. Можебе да нарекувате конструктивни, обструктивни, како сакате, како ви одговара, но одговорноста ја имате вие. И вие сте тие кои што треба да одлучите дали само декларативно, како што велеше Зоран Заев, отворен сум за широка дебата, нема проблем, човек, нема, а во суштина на дело никаква дебата. Криумчарење со закони. И затоа или ќе зборуваме декларативно, или ќе се покажеме на дело, ама потенцирам, одговорноста е ваша затоа што сте дел од власта, затоа што сте власт, а дали опозицијата ќе реагира конструктивно за вакви закони, не можеме да сме конструктивни. Апсолутно не сме консултирани. И затоа бевме принудени да поднесеме наше ново законско речение, во кое што нели го исклучивме тој закон, меѓутоа материјалната расправа се уште не е почната. Значи не може вие да ја шиканирате опозицијата, да си ни сервирате овде готови предлог на закони и да велите опозицијата блокира, опозицијата не дозволува дневен ред да се усвои и така натаму. Не. Вие токму затоа што сте свесни какви закони овде ни подметнувате, во кои што има едно добро, со него одите во јавност, а 10 подметнати работи, тие не ги прикажувате во јавност, и после да велите овде опозиција. Вие самите сте свесни дека такви закони овде ни подметнувате и затоа на брзина сакате да истерате. Затоа овде воведувате хаос. Па правиме списоци на пријавени за процедурално, па дошла замени координаторката или дошол координаторот, па ме спомна, па не знам кој. Пазар. Ама одговорноста е ваша. Одговорноста е исклучиво ваша. Не можеме ние да ја споделуваме со вас, затоа што за многу битни прашања сте не изолирале, да не се навраќам назад, не сакам да бидам повторно да одземам многу време, така да одговорноста е ваша за тоа дали е можено овде да се постигне консензус, дали е можно да се донесат добри и квалитетни закони, а не закони кои што ќе бидат за одредена група на луѓе за одреден период, па после тој период која ќе заврши, која ќе се средат овие луѓе, па веќе правиме нова измена на закони. И да, колешка Мираковска, не велам дека тоа не се правело во оние времиња од страна на тоа владеачко мнозинство, но ние
ние ја извлековме поуката од сопствените грешки, а вие, за жал, имавте можност да научите од туѓите грешки. Ама очигледно вие сакате на своите да научите, па ги повторувате, ги не знам колку кратно ги зголемивте, истите грешки, партизација, толкување на деловник како ви одговара, покажување на сила и очигледно сакате да си ги направите грешките, па после да учите од нив. Меѓутоа еднаш имам кажано, овој народ може би 12 или 11 години давал поддршка за ВМРО ДПМНЕ. Кажав добар дел зошто ја давал поддршката, а за Социјалдемократскиот сојуз, кога и во 2016 година Социјалдемократскиот сојуз не победи. Тоа беше наместена победа, но еве, му се овозможи да биде власт. Социјалдемократскиот сојуз за 3,5 години беше принуден да организира предвремени парламентарни избори, а за неполни 5 години или 4 да мора да формира некое си ново мнозинство. Значи народот, ако 12 години му овозможил на ВМРО ДПМНЕ да владее со добри економски политики, може би со погрешни кадровски во некој дел, во делот на партизација се согласувам. За 5 години вас ве казнува, вие рековте дека сте научиле пуката, не ја научивте, верувајте дека наследните кои што ќе дојдат на власт, а тоа говори реалноста дека ќе бидеме ние. Ако ние повторно почнеме да ги правиме вашите, нашите грешки, тој народ нема да не остави нас ни 5 години. 5 месеци ќе бидат. Затоа да не си поигруваме со народот, затоа да не велиме дека овој народ е слободен. Слободен е само во бедата и сиромаштијата. И не може глава да дигне, не може, ја сигурна сум уведена, не може да не слуша. Не може да не разбере што говориме. Ама ваква пракса да се продолжува, а истата сте ја критикувале, еве не ние. Евроамбасадорот Дейвид Гирви кажа, но да, тие се културни, тие не се како нас со ваква политичка култура, на убав начин во говорот, може би со истон од почеток до крај, што во добар дел и вие така вашите говори наликуваат, но во убав дел си се кажа, тоа го има и на снимки, видео и аудио, дека да се прекине со злоупотреба на европски знаменца и на скратената постапка. Имавте можност, 11 години, чекавте да дојдете на власт, за жал, грешките ги триплиравте, економијата ја потонавте, државава е во долг поголем од 62% БДП, што друго треба да кажам, инфлација близу 5-6 колку е. Така да, мислам, џабе овде да кажувате дека вие се грижите за оваа категорија на граѓани. Не се грижите. Вие имате мака од вашите луѓе на кои што сте им ветувале, не сте ги реализирале тие работи. Јас не велам дека колешката Сонја Мираковска, но знаеме како се функционира. За жал ги повторивте истите грешки, но народот многу побрзо вас ве казни и побрзо ќе ги казни и наредните доколку мислат дека на таков начин ќе се владее. Македонија имала 30 години самостојност, ја воделе партии, но за жал се повторуваат грешките, но мислам дека веќе време е дојдено кога нема можност. Значи нема каде, се што се пикало под тепих, тепихот е преку нас пораснат од пикани под тепих проблеми. Вие имавте можност од негде да почнете, се согласувам, за здравството зборувавте на здравство, ама и на образование, му треба, јас не велам 10 години. Јас можеби мислам цела една генерација од старт, од предучилишна возраст до крај на високо образование да помине, за да ние кажеме нешто. И се ако на тој пат, колку трае циклусот, околу 20 години, ако некој скршне од патот, па наредниот повторно треба да започне од почеток. Треба да сме свесни на тоа. Ние сме можеби таа жртвена генерација која што треба да го изоди тој пат. Ние се не водиме војни, не гинеме од куршуми. Ама зборуваме, велите за здравството, кажавте кој го уназади здравството. Па истиот оној тим кој што сега е во вашата страна, Филипче и Тодоров, најмногу. Ние сме го приватизирале, па вие сега минатиот месец имавте обид за приватизација на трансплантација, една од врвните медицински. И надуша ќе носиме, кого ќе носиме? Па вие имате надуша да носите, еве кажав, која беше бројката за починати? 8.000, над 8.000 и нешто. Оние од Ласкарци, оние од Тетово пожарот, оние од сообраќајката Бугарија, и не е тоа, да речеме, судбина.
Тоа е фактор, значи неорганизиран систем. Во една прилика и самиот Оливер Спасовски рече системот не функционира. Па што е системот? Нешто апстрактно, не знаеме ние кој е системот. Системот го води власта. И како може да нема поединечна одговорност? Судбина им била на луѓето живи да изгорат? 8.000 и кусур, близу 9 почина од ковид и никој да не сноси одговорност? Филипче не е министер за здравство и толку. И да не се навраќам на темите. Значи, на душа, наеве ако ние сме носеле, вие што носите на душа? Вие што носите на душа? Нема, мислам, ова е тема без крај, бунар без дно. И ја не гледам, за жал, не гледам светла точка во тунелот. Апсолутно. Не само на овој закон, не само на оваа комисија, апсолутно. Во ниеден лик, во ниедна стратегија, во ништо не гледам светла точка. Апсолутно, власт е, одговорноста е во ваши раце. Опозицијата дали ќе ве критикува, дали нешто ќе ви прифати, ќе се согласи. Вие не ја третирате опозицијата. Значи, како да викам, треба овде да излеземе, ја да ја чукам на бирото на Жаклина за да прекине со тоа што има намера да го направи. Па ни јас самата не се препознавам. Ама за жал вие не доведувате во таква состојба така да се однесуваме. Значи, микрофонот, се знае овде кој го раководи. Што сега ќе ги исклучуваме микрофоните? Знаеме дека тоа го можете, ама дајте, дозволете, слушнете не. Ја мислам дека добар дел од вас воопшто не слушаат што зборуваме. Не слушаат што зборуваме. Да го спомнам Гоце Делчев, сега ќе скокнете сите. Инаку, рамно, ништо не ви е гајле. Си тераме ние да заврши ова со зборење и ќе си продолжиме. Ќе го одредите моментот кога насилно ќе продолжите и дали е тоа ви е за вас сатисфакција дека сте завршиле една работа успешно? Не. Затоа се согласувам со Мираковска. Консензус, ама како да стигнеме до него? Клучот е кај вас, затоа што сте вие мнозинство, вие сте власт во државава. Веќе 5-та година, веќе немате никакви оправдувања дека не ви стасало време за првата програма, па одите на втората иста, локални избори. Немате оправдувања за ништо. Не сте сериозни, не велам дека не сте квалитетни, ама или не сте заинтересирани, или имате апсолутно други визии за тоа што значи власт во државава. Тие времења завршија, власта не е моќ, власта е одговорност. Власта е да му слугуваш на оној кој што те испратил овде. Ама да не бидеме демагози, јас ви велам. Ние ја научивме пуката, вие не гледам. А се уште сте власт, се уште тврдите до 2024-та. Како? Со што, со вакви закони? Тоа е, благодарам, председател.